Уште една актуелна тема наредниве минути во Македонија наутро. 33 години со бројни проекти и активности насочени на заштитата на детските права, градењето мир и меѓусебното разбирање. Успеа ли во мисијата да ја поттикнат и одговорноста, но и едукацијата на нас, на целото население во поддршката на децата? Ги прашуваме од детската амбасада Меѓаши, на гости во Македонија наутро го имаме Дамјан Николовски, социјален работник и проектен асистент во Меѓаши. Добро утро, добре ни дојдовте. И честитите, нека не е јубилеј, годишнина 33 години од постоењето на Меѓаши, но сериозна бројка. Тоа се многу години работа, зборуваме за, меѓу другото, многу проекти, зборуваме и за многу генерации кои што поминале низ Меѓаши и кои што се труделе низ годиниве да ја поттикнат одговорноста кај сите нас во заштитата на децата. Па така и ве прашуваме, по 33 години, каков е впечатокот? Успеавте во мисијата? Пред се, добро утро и од мене и да ви се заблагодарам за самата покана. А вака кога ќе погледнеме хронолошки, односно временски, да, 33 години не представува воопшто мала бројка, така што 33 години Меѓаши, односно првата детска амбасада, е присутна пред се на национално ниво во однос на не само подигање на свеста за постоење на детските права, туку нивна заштита, како и самото унапредување. Тука, значи, збориме не само за проекти, збориме за различен вид на активности, но пред се на организацијско ниво, каде што биле вклучени, ајде да кажам, безброј луѓе, односно вработени соработници наши, но и тимот различни волонтери, кои придонесувале баш кон таа мисија и визија што има Меѓаши, поточно секој дете се чувствува безбедно во нашата средина. Знаете тоа што е карактеристично кај нас кога збориме за овие 33 години, пред се представуваат многу различни општествени промени, многу различни социјални трендови кои прошле на национално ниво, а секогаш фокусот Меѓаши го става во сите тие промени, во центарот да биде самото дете и неговите права. Така да, кога ќе погледнеме од аспект на успешност и на нашето постоење на веќе 33 години, да можеме да кажеме дека успешност секогаш без разлика на било каква промена и тренд, сме успевале детето да го ставиме да биде фокус, неговите права да бидат фокус и самата средина да се развива околу нивните права. И кога сме кај средината, низ годиниве работевте со многу алки. И со родителите, и со генерално системот, но и со децата. Со која од овие алки во однос на едукацијата ви одеше најлесно, а со која најтешко? Мислам, да, пред се точно е дека Меѓаши во својата работа, во своите активности, ајде да кажеме вака, работи директно со самите деца, со самите млади лица, но и индиректно со целото нивно обкружување. Ако збориме за индиректно за нивното обкружување, тоа секако се однесува на родителите, на самите роднини, на наставниците, на слушните служби во училиштата, како и соработката со самите институции. Работата со сите нив си има своја карактеристичност, своја спецификација, но тоа што ние на кој можеме да кажеме дека сме горди е дека секогаш во нашата работа фокусот сме го давале на тоа, на самото детско учество. Поточно, сите овие кои спомнавме сега засегнати страни и да детското учество да биде насочено кон тоа децата, да соработуваат со сите овие споменати засегнати страни. Поточно, нели, да се развие таа соработка, за да знаеме како да сакаме да изградиме средината за самите нив. И Дамјан, постојано сте во контакт со децата, што лично, што преку SOS линијата која што со години функционира во Меѓаши, па можете да ги слушнете и нивните размислувања. Во тој контекст ме интересира каков е впечатокот на децата, се чувствуваат ли тие сигурно во средината во која што живеат во моментов? Ако Меѓаши постои 33 години, 32 години постои нашата SOS линија Ало Бушавко. Тоа представува SOS линија која е 24/7 достапна за деца, за млади, но секако и за самите родители, сите други лица кои имаат забележано дека има некој прекршок во нивните права или дека некој дете или младо лице се нашува во некој социјален ризик. Ние баш пред некој време го извадивме и годишниот извештај за 2024 година, каде што има индикации пред се, имаме, мислам дека над 200 случаи на годишно ниво кои се пријавени кај нас, каде што е забележано нели некој дете се јавило социјален ризик. Барало помош од наша страна. И тоа што можеме да напоменеме е дека нашата линија е препознаена
и препознаеме нашата поддршка која може да добијат. Меѓутоа, во контекст на информациите кои што ги споминавте од Дало Бушевко, извештај за 2024, речиси 3/4 од сите дојави се однесувале на ментални проблеми кај децата. Зборуваме тука и за стравови, и за анксиозност, и за потешкоти со контролирање на гневот и длабока загриженост за себе. И сега велиме, тоа е резултат на опкружувањето во кое што нашите деца живеат. Сакате да бидете ангажирани, останувате ангажирани токму на оваа тема со новата кампања која што ја почнувате, нема туѓо дете. Меѓутоа и за оваа кампања апсолутно е потребен ангажманот на сите нас како општество доколку сакаме ефект. Со какви се активности ќе се реализира кампањата? Првично, да, нели сите тие повици кои ги спомнавме на нашата исследување, односно со сите ризици со кои се соочуваат децата, тоа секако според нас потекнуваат од самата средина. Тоа значи дека самата кампања за која моментално збориме, нели нема туѓо дете кампањата, пред се преку нашиот проект Промоција на безбедна училишна средина, кој е спроведен од наша страна, од коалиција Сега, Смартап, лабораторија за социјални иновации и Македонски центар за граѓанско образование, а поддржана од детската фондација Песталоци, е буквално во тој смисол да се подигне свеста на сите засегнати страни. Нели на сите вклучени лица за тоа дека ниедно дете не е оставено само за себе. Поточно дека сите ние треба да бидеме вклучени во тоа како ќе изградиме средината за тоа да биде безбедно и се чувствува сигурно. И дали овие податоци говорат во контекст на тоа дека ние се грижиме како се чувствуваат нашите деца? И како родители, и како наставници, и како општество? Ќе се навратам уште на првото прашање и баш поради тоа целата наша мисија и визија. Иако ги забележуваме дека постојат овие проблеми со кои се соочуваат децата. И од таму тргнуваме баш да ги вклучиме сите засегнати страни, нели сите лица, за тоа како да создадеме, да се надминат сите овие ризици. Да, тие се постојат и евидентни се, но секако кај нас прашањето тргнува тоа како може да действуваме да се намалат или да се спречат. Како може да се вклучиме во активностите кои ќе ги реализирате во рамки на Нема туѓо дете? Она што можеме да го напоменеме дека моментално например преку оваа кампања и преку овој проект се работуваме со 50 училишта низ цела држава, каде што се вклучени самите деца преку спроведување на врснички едукации, но и преку спроведување на средби со родители. Потоа што ние веруваме дека нели за се надминат овие предизвици во самите училишта, постојен триаголник каде што училиште, ученик и родител или старател, а соработката нивна може да се изгради како механизам за превенција и спречување да се појават овие ризици за кои збориме. Постои одреден временски период во кој што ќе се реализира или ќе трае како впрочем и голем број проекти кои ги имате со години кои траат, но потребно е да траат и со години за да го имаме и долгорочно успехот, се разбира. Видете, самите овие активности се фокусирани кон тоа да се развијат како сами механизми во училиштето кои што ќе може да се ги спроведуваат, поточно да ги закнеме нивните капацитети преку овие активности, а секако и соработката за која збориме е на долгогодишно ниво. И веројатно тука го дадовте одговорот на последното прашање што како општество во моментов може да направиме за да ги заштитиме најранливите и оние кои најмногу ги сакаме, да партиципираме во нивните животи, да бидеме заинтересирани за тоа што нив им се случува во секојдневието. Точно, и да ги слушнеме што им се потребите. Ние ќе ги слушнеме и одговорите од проектот во периодот кој што следува и од темпото на реализација на истиот. Јас се надевам апсолутно на успех, а успехот зависи и од нас. Благодарам Дамјан многу за гостувањето во Македонија. На вас.